Навестување на пролетта, плодоносна и родна година со символично закројување на лозјето е традиција карактеристична за Свети Трифун. Оваа традиција низа години ја одржуваат и почитуваат и членовите на Општински комитет ВМРО ДПМН Куманово, кои секоја година на различна локација во Кумановската околина го спроведуваат чинот на закројување лозја, посакувајќи здравје и берекет. За годинашното закројување беше одредена локацијата Живкова карпа во Проевце, каде организаторите и свештенството од Кумановско-Осоговската епархија се упатија по светата божествена литургија во храмот Свети Мина. Традиционално православните христијани го слават великомаченик Свети Трифун. Општинскиот комитет при ВМРО ДПМН секоја година како почитувачи на традицијата на македонскиот народ и на православието излегуваме на локација, се закројува според традицијата лозје, избираме кум за наредната година, кумството се предава од поранешниот кум, така да за берекет, за убава почеток на најавувањето на пролета, на летото кое доаѓа. И како што многумина веруваат дека токму на овој ден започнува пролетта, се будат природата и љубовта меѓу луѓето, токму во тој манир се одржа и денешното закројување на оваа локација, со добра мисла и порака за род. И оваа година Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН ја запази и ја продолжи традицијата на празнување на великомаченик Свети Трифун, символ на плодноста, символ на доаѓање на берекетна година, така да и оваа година ја менуваме локацијата, бидејќи да не биде се на една иста локација во околината на Куманово, ја запазивме традицијата со ритуалното закројување на лозјето и со желба за среќен празник на сите христијани кои го празнуваат и го слават Свети Трифун за богата и плодна година. Се собравме тука на ова место да го одбележиме празникот Свети Трифун и на овој начин на сите земјоделци да им пожелеме плодна и берекетна година. Свети Трифун се верува дека имал голема моќ на лекување, а според свештениците, тој пред Бога се застапувал за заштита на родот и плодовите. По тој повод и ние денеска дојдоме овдека на ова место да закроиме во ова лозие со желба да Господ Бог го благослови и секоја лозие да дава на време плодови, мирни времиња и дај Боже луѓето да јадат, да пијат од она што ќе заработат. Нека е среќен празник на сите кои го чествуваат овој празник, а на сите оние кои носат името Трифун, нека ме среќен имендан. По закројувањето годинашниот кум на присутните со здравица, на скромната трпеза залејана со домашно вино и ракија им посака пред се здравје, љубов и благосостојба во годината која предстои, со желба да е родна и плодоносна.